Како што најавивме, раководството на Социјалдемократскиот сојуз е присутно постојано на терен и многу често и во општина Кавадарци. Разговаравме за многу проблеми, разговаравме и за многу решенија кои што сметаме дека се потребни на граѓаните во Кавадарци. Денеска чувме голем број од старо-новите проблеми кои мачат оваа важна општина во Република Македонија и навистина е срамно што од една страна проблемите и потребите се многу големи, а од друга страна не се прави ништо за тие да се решат. Ке ви кажам еден пример. Пред неколку дена Европската комисија го објави извештајот за Република Македонија. Тој покажа две многу тажни вистини за нашата држава. Прво, дека состојбите се доведени во ќорсокак, тоа е буквално зборот кој Европската комисија го спомнува за нашата држава. И втор, еден катастрофален за сите нас податок, дека Република Македонија веќе, заради неспособноста на својата влада и своите институции, изгубила 21 милион евра неповратни средства, подарени од Европската Унија, кои што ги изгубила заради неумење или несакање. Дополнително Европската комисија не предупредува дека до крајот на годината најверојатно како држава ќе изгубиме и дополнителни пари. Замислете, Македонија секоја недела се задолжува со нови 10, 20, 50 милиони евра, а од друга страна не знаеме да искористиме 21 милион евра кои би можеле да направат чудо во многу македонски општини. Например, 21 милион евра можеа дефинитивно да ги решат проблемите со канализација, кои што не го мачат сега веќе само делот на Кавадарци кон патот на Неготино, туку го мачат поради недостигот на колекторски систем, веќе и цело општество и цело Кавадарци. Да не зборуваме за проблемите во земјоделието, да не зборуваме за други локални проблеми, како што е, например, лошото решение за влезните прилази кон Кавадарци. Значи, изгубените 21 милион евра можеа да значат подобри сообраќајни решенија, можеа да значат решавање на колекторските проблеми низ цело Кавадарци, 21 милион евра можеа да се употребат за македонските земјоделци, вклучително и за состојбите со грозјето, 21 милион евра можеа да значат повеќе пари во джебот на македонските граѓани и сите оние кои што имаат најголема потреба. Ние сметаме дека ова недозволиво. Сиромашна држава како Македонија да има влада која лесно зајми, а тешко ги троши подарените европски средства, тоа навистина е недозволиво и ние за жал неколку години поред предлагаме дека овој систем мора да се промени. Во нашата програма велиме дека секое евро кое што е добиено од страна на Европската комисија значи шанса за дополнително работно место, шанса за подобар живот на македонските граѓани. И затоа во нашата програма огромен акцент ставаме на ефикасно и наменско трошење на европските пари. Ви благодарам.